Ивана, ја имаме ова утро на линк. Овде во насловот ми пишува нешто дека има врска со плетење, така што сигурно ќе биде интересно. Ивана, добро утро! Добро утро, Искра, до тебе. Добро утро и да сите гледачи кои што се со нашата утринска програма. Да, токму така ќе зборуваме за плетење, еден занет кој што буквално се пренесува нели од генерација на генерација, или може да се каже дека е вештина, нели голем дел од луѓето знаат да плетат секој нели на различен начин, но ние ова утро ќе пренесеме приказната на госпоѓата Гордана, која заедно со својата мајка и со својата ќерка ги изработуваат плетените чанти, но како се започнало нели и како се пренесува овој занет од колено на колено, ќе дознаеме токму ова утро од Гордана Челебек. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Добро утро и вам и ви благодарам што ме поканевте во вашата емисија. Да, Гордана, ми споминавте дека она кое што ви се родила љубовта нели од комплетењето е од вашите баби, секако тука и вашата мајка која се уште ви помага за изработка на чантите. Се сеќавате ли како започна процесот и кога беше прв пат вие да фатите игла во рака и какво беше тогаш чувството? Па како не, многу убаво се сеќавам. Најчесто летните распусти ги поминував со моите баби. Моите баби беа едни исклучителни вредници, и едната и другата баба, и плетење, и ткаење, и шиење, и везење, и таписерии, и сето тоа. Така што јас уште како многу мала, не се ни сеќавам колку години сум имала, се плеткав, се разбира, околу нив, па тие ќе ми дадеа некоја игла и така што јас ги научив сите тие вештини и на плетење и на везење. Нормално после со текот на годините се бавев со некакви други работи, нели училиште, факултет, почнав да работам. Така што тоа некако, ајде да кажам, не се бавев со тоа. Меѓутоа пред едно 15 на години видов еден многу убав модел на кебе, на хеклано или кај на сплетење со една игла, тоа се оваквите игли, и многу ми се допадна. И сакав да си го направам, и повторно тука купив игли, материјали и си го направив тоа кебенца. Потоа исто така некако со некакви други работи се бавев, меѓутоа како што имаме еден многу брз начин на живот, многу стресен. Јас сум редовно вработена и мојата работа е доста стресна. Хеклањето ми е една релаксација, опуштање, ментална терапија и почнав да правам вакви кебенца за бебиња, за мои пријатели, роднини кои нели добива принови и почнав за нив да го правам тоа. Потоа една пријателка ми рече: добро сега со ова кебенца, ама дали имаш видено дека може и чанти да се плетат, да поточно да се хеклаат? И тоа ми се виде како еден многу интересен предизвик. И почнав да истражувам со материјали, со игли, и минатото лето, нормално мајка ми ги има истите вештини, а аз ги имам пренесено и на својата ќерка. И минатото лето се договоривме зошто ние не би почнале да правиме нешто по-конкретно и по-организирано. И така почнавме да ги правиме овие чанти. Така, како се изработуваат чантите? Што е потребно? Ви овде имате донесена дел од материјалите, нели, со кои што правите, секако и алатот, односно иглата, која што е, нели, најпотребна за целиот процес. Што е потребно и како изгледа процесот на изработка? Па тоа е многу едноставно и навистина не треба многу. Особено во денешно време, дури ако немате кој да ви покаже, има разни туторијали на социјалните медиуми, на YouTube, секаде тоа може да се најде и во пишан документи се. Овде, ова е само дел од материјалите, потоа малце истражувате со игли, па наоѓате ергономски, бидејќи малце повеќе нели тоа се работи. Ова се конкретно памучни траки кои многу ми се допаѓа, тие најчесто се прават во текстилната индустрија од материјалите кои остануваат од изработка, за да не се фрлат, се прават овие или пасполни порано траки. Овие траки од кои се изработени поголемиот дел може да биде ова е полиестерско макраме, од него кога ќе се направи торба, речи си е неуништива. Мислам, можете да ја уништите само со ножи, со ножици ако се пресече. И процесот е многу едноставен, навистина не може полесно нешто, се врзува е вака. Едно чорче, кој е заинтересиран и
се почнуваат овие котелци на македонски. И потоа продолжувате да работите. Многу е едноставно и секој може тоа, буквално секој може да ја совлада таа вештина. Да верувам дека ќе инспирирате и некого ова утро еве да се потсети доколку заборавил нели или доколку еве со години не фатил игла во рака и нема сплетено нешто. Од каде Гордана инспирацијата за секој модел да е толку уникатен и впечатлив, она што може да се забележи нели и гледачите ќе забележат дека буквално моделот не се повторува и се е така уникатно направено, својствено, некако и го отсликува уникатноста. Има толку многу различни материјали и толку инспирација вака и одоколу. Понекогаш навистина кога ќе почнам нешто да правам, завршувам со нешто сосема друго. Кирка ми е доста захтевна, да кажам, она измислува, ајде сега ова вака и онака да го направиме, меѓутоа доста инспирација малце и крадеме од врвните дизајнери, да кажам, светски, се обидуваме да ги пратиме трендовите во однос на боја. Меѓутоа, исто така, доста инспирација добиваме и од самите, од нашите купци. Се јавуваат и велат, а дали може ова да биде поголемо, пошироко, со поголеми дупки, со помали дупки, со ваква рачка, со таква рачка, и просто така оди. Спонтано, некако се уште имаме премногу идеи, не можеме ни да стигнеме да го направиме сето тоа што сме го замислили. Да, но сепак за тоа тука се нели клиентите кои што ќе ви помогнат некогаш нели да изреализирате нивната идеја. Колку се почитуваат кај нас еве рачните изработки? Едно време еве на пример додека кога јас сум била мала, навистина се ценеше, се вреднуваше и се плетеше многу на големо. Буквално мислам дека секоја жена знаеше да плете. Еден период како некако да се повлече тоа малку, па стана нели малце не модерно, па сега пред неколку години повторно се враќа овој занает и сите овие рачни изработки кои што гледаме нели да се вратиме на старото и на традицијата, која што и тоа како карактеристична овде за нашето поднебје. Па точно е, тие некои, да ги наречам стари занајати, некако паднаа во заборав и стана немодерни, дури и срамота е, нели, нешто да се прави. Мене ми е многу драго што се повеќе се ценат плетење, хеклање, везење, производи изработени од глина, се она со раце што се прави. И мене ми е многу драго што кога ќе отидам во набавка на некои од материјалите што ми требаат, во самите продавници гледам девојчиња од некои 14 на години со своите мајки како ги купуваат првите игли, првите материјали, и мене ми е многу драго. Од друга страна и истражувањата покажуваат дека ваков тип на работа е ментална релаксација, опуштачка, помага за превенција од артритис, ги подобрува мозочните функции, математичките вештини, бидејќи вие мора да броите, една бројка многу значи и се гледа таа грешка, а за мене е најмногу ментална релаксација. Така што се повеќе се враќаат тие занаети, луѓето едноставно почнуваат повторно да се бават со тоа, дали за себе, дали за подарок, затоа што кога ќе изработите нешто вака за подарок, тоа е многу личен и е повреден од купечки, се разбира. Да, дефинитивно од она што го прават нели големите компании и корпорации. Споминавте дека тука околу вас се вашата мајка и вашата ќерка, на која што вие го имате пренесено нели знаењето, тие ви помагаат. Од кого добивате еве се поддршка за да продолжите понатаму, но и да бидете успешни еве за да пласирате повеќе нови работи кои што излегуваат од вас, направени нели од вашите раце? Па секако јас без низ две ова немаше да можам ни еден дел од ова да го направам. Јас, како што реков, имам редовна работа, значи 8 часа најмалце во текот на денот, така што јас многу малку можам да произведам од ова што го гледате позади. Мајка ми е во пензија, во многу добро здравје можам да кажам, така што најголемиот дел го изработува она. Така што јас сум некако одговорна за целата набавка, за новите модели, за комбинациите на бои.
откако ќе смислиме што и како, најголемиот дел го произведува мајка ми, а ќерка ми е одговорна за, да кажам, тука да ни даде еден правец, ова не, ова ќе биде помодерно, вакви бои, и таа е одговорна за нашата презентација на Инстаграм, значи за целиот визуелен идентитет на Happy Hooks, еве и да ги кажеме, и она е и нашиот модел на Инстаграм страницата, така што на најголемиот дел од сликањето, одржувањето, комуникацијата со купците, со клиентите, она го одржува тоа. Така што некако сме поделени, секој од нас да го прави тоа што најмногу и одговара, а каде што и најмногу може да помогне, така што некако идеална комбинација од нас три се направи. Да, споменавте дека сте започнале најпрво нели со плетени кебенци за бебиња, потоа со чантите, но тука имаме и облека за миленици, ова е облека за куче, па така што сите оние кои што сакаат да ги стоплат нели своите миленици можат секако да си набават и да си нарачаат нели ваква облека. Да, тоа е повторно, таа идеја дојде од пријател кој има куче и ми рече: а зашто ти не му направиш едно джемперче на моето куче? И онда почнав да истражувам, бидејќи милениците се така многу важен член од секое семејство, за нив набавуваме исклучиво 100% волна. Джемперите се изработуваат за кучиња. Каде покажеме, тука доаѓаат ноџињата и тука е главата. Вака, и оде опашката. Не изработуваме масовно, значи за секое куче, бидејќи секое куче е многу специфично во градбата, во димензиите, се мерат 3 димензии, се бира бојата, имаме избор од 24 бои, и значи секое джемперче за куче е направено само за тоа куче, да му пасува, да му биде топло. Да, и да биде нели уникатно кученцето. А како планирате ве, Гордана, да се развива ова ваша приказна Happy Hooks? Па како што реков, просто бликаме од идеи, имаме уште милиарда идеи, не можеме, едно време почнавме на секои 2-3 недели да вадиме некој нов модел и реков мора малку да застанеме за да тоа, да речем, заживее. Ние сме многу малку, јас би рекла, тек дури од септември месец ја почнавме цела ова приказна. Како сакаме да продолжиме? Имаме уште многу идеи, ова ни е од најновата колекција која току-што ја лансиравме, доаѓа летна, морнарска, многу интересна чанта. Меѓутоа, она што сакам да го направам и малце повеќе да го заживееме, модната индустрија за жал е еден од најголемите виновници, нели, за едно глобално затоплување и загадување и така натаму. И се обидувам да некако и ние дадеме свој придонес за тоа да се намали. Например, нашите чанти ги пакуваме во овие мрежички, кои потоа, значи не е тоа картонска кутија која потоа ќе ја фрлите, која оваа мрежа подоцна можете да ја користите за овоше и зеленчук кога одите на пазар, да спакувате нешто во куфер кога патувате, а и од септември планираме да искомуницираме со нашите купци дека сте ја земале чантава, сте ја носеле, ви се здосадила, не ви се допаѓа, ви се оштетила, сте ја изфлекале со нешто, не можете да ја носите, да ни ја вратите, ние ќе ја расплетеме и од тој материјал ќе правиме држачи за, не знам, за игли, простирки за во тоалет. Значи нешто што повторно нема да биде за лично, меѓутоа да повторно се врати истиот материјал во оптек, во повторна употреба. Да, навистина многу добра идеја. Секоја чест за сите идеи кои што ги имате, кои што ги реализирате и со ова што ги се грижите, нели, секако за планетата и за целото загадување, нели, кое што застанува и сите сме, нели, од него засегнати. Ви благодарам за одвоеното време и ви посакувам уште многу успеси во иднина. Многу ви благодарам и вас за поканата.
Да, ние ова утре веќе се поздравиме, нели, со оваа убава приказна која ја слушнавме од госпоѓата Гордана и која што навистина има убави идеи за во иднина, така што еве подржувајте ги рачните изработки и бидете и вие секако може да бидете, нели, еден ден дел од истите, односно секој од нас може, нели, нешто да си направи свое. Ивана, и ти благодарам и ти честитам на изборот на денешната гостинка. Морам да кажам, особено Гордана ме купи со тоа што создава облека за домашни миленичиња. Како и да си продолжи со успешната работа, поточно да продолжат трите генерации со успешната работа.